Добро вечер на сите и добро ни дојдовте во новата сезона која ни е јубилејна, бидејќи е вкупно 10-та поред. 10-ка, и за која се надеваме дека ќе биде најдобра, најинтересна и што е најважно, најсмешна и ќе представува круна на нашата досегашна работа. Многу скечеви, вицеви, интересни и смешни видеа и слики и многобројни други содржини, па на крај и гости. Сега, познати или непознати за вас, тоа е се едно, бидејќи нашата интенција не е да ги доведеме најпопуларните, туку најинтересните луѓе, кои заедно со нас ќе измамат искрени насмевки на вашите лица. Се гордееме секако со сето тоа, но најмногу се гордееме со фактот дека ја имаме најдобрата публика на цел свет. Вие, драги мои, вие и само вие сте најзаслужни што ние и понатаму наоѓаме начин и сила да снимиме нешто за што пред се мислиме дека е барем малку интересно и да внесеме ветрина во овие навистина тешки времиња. Се гордеме и со фактот што не само што ги задржавме сите наши пријатели и партнери од минатата сезона, туку се засиливме и со нови. Генерален спонзор и понатаму е Визијана, како наши партнери во вистинска смисла на зборот се и Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, Сокови Кватро и Сано, Бучен Козјак и Тетра Мебел. А во оваа нова сезона влегуваме и засилени со местната индустрија Екстра Мейн, чии производи се достапни до вас и присутни во скоро секој маркет. И етно село Тимчевски, во кој и покрај името идат граѓани од цела Македонија, затоа што е така наистина посакувано место за секое семејство, сега за викенд или преку недела, тоа му е сеедно. Добро, тоа морав како обврска, сега малку за она за што сме тука. Почнуваме со типично македонски комшивски односи кои веќе не завршуваат со тоа на комшијата да му умре кравата. Ма јо, па сега има пари, ќе си купи нова? Не, сега на комшијата да му умре душата, односно самиот тој. Па во таа насока, нели стојат двајца комши и си прават муавет и вели едниот од нив, леле комши, ама сум уморен, цела ноќ бере зелка. Зошто бе комшо преку ноќе, па ноќе зелка не се бере преку ден. Па да бе комшо, да, ама преку ден си ја берам мојата, преку ноќ твојата. И мислам дека навистина е веќе време да се прекине со таа пракса на завидност кон комшијата. Без разлика што берели ноќ од твојата зелка, доста е со таа завидност што тој ќе има двојно повеќе зелка од тебе. Ајде те молам. И затоа топло препорачувам смирување на односите со комшиите, посебно со комшивките. Ве молам, немојте да го скршите на комшивката срцето. За подобрување на односите, скршете ја спалната. Дами и господа, другари и другарки, време е конечно за Нема љутиш. А еве што вечерва ќе гледате. Што има на крај на станица на овој? Што е крај? Како врти тамо, викам, што прави овај дечко? И ја улегну ушинок, вему 2 патлиџана од дома, 4 леп, сирење и пиперко. Има ситуација и кад мушкарац напуди жену, па се фали после дека го вратија на фабричко подешавање куде мајкову. Ти не ли мисли сак брзо пофали дека си дипломирање на факултет? Да, бе, чиста десетка. Ама, но ние дисперзирани. Жена ми Кети е прилично слаба и кога ќе каже куде е твоја лепша половина, ја викам она е моја лепша треќина. Еве ми пенкало да ги тронче зрачуни. Толку ти се фаќа негде. Треќина. После работу, ручак сакам да ме чека туј на овој стал. А после ручак благо, разбрали? Разбра. Такој. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак, Екстра Мейн, детергенти Арис, етно село Тимчевски, Тетра Мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон.
Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ200. Традиција. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Арис де Грас, сега во 2 нови верзии, под контрола на италијански технолози. И доаѓаме до оној дел кој верувам ви е најинтересен и го исчекувате за да видите кој вечерва е нашиот гостин. Минатата сезона имавме бројни гости, па би рекол сите горе-долу интересно. Повеќе не знам дали горе или долу. Ова сезона ни е јубилејна, 10-та, и токму поради тоа се надевам дека ќе имаме уште поинтересни гости, уште подобри муабети, повеќе штосови на кои што вие се надевам ќе се насмеете. Вечерва гостин е човекот чија што емисија ние ја прогласивме за најинтересна, а вие со вашите кликања на YouTube, на Facebook, ја прогласивте за најгледана. Горан Илич, актер од Кумановскиот Народен театар, ама веќе не. Не. Добро вечер, добре дојде и одма да ни кажеш што е промената. Што право беа? Што ми е на мене? Што ми е на тебе данаска? Ама ако прави си бабети официјално како што треба, а? Тоа е промена од последниот твое гостување кој е нас. Променето е што сум пензионер. Ај се среќен нека, Ајде, кој ти за се- честитање. Да ти се врати. Ја поодма да те прашам нешто. Кажи, ајде. Ми у наше време нели беше оној испраќав го у војску и испраќав го у пензију. Колку брзо ти се чини дека пројде период од испраќав го у војску до испраќав го у пензију? Еле, немој молим ти се, тој толку брзо иде, Много брзо, а? као брзи воз. Штета што у Македонија немамо возови сега за Никакви нема деца брзи. појма нема што значи тој брзи воз. Ама прави го пругове сега. А право. добро. Али тој после кога го снема шина, како викаме. Дете што Дете земе шину, снема го и така. Тоа знае дете. Кило ли е? Кад 300? го снема машина, биде машина. Морам да ви кажам нешто за тоа. Ја кога беше мал, сак прво да се договориме, Кумановски збориме, да Кумановски се збориме, не, пресечемо ај, француски више. да Или имаше еден шиновоз што проваѓаше од железничко станица и вртеше и идеше до Белјаковце таму. Идеше, Последна познат, до станица Белјаковце. таму. Гледам го оној шиновоз, мајчин, викам, што има на крај на станица на овој? Што е крај? Како врти таму, викам, што прави овој дечко? И ја улегнал шиновоз, нему 2 патлиџана од дома, 4 леп, сирење и пиперко. У кесиче, на екскурзија го киду сам. Сам на екскурзија. И вози се, ја вози. До Белјаковце. И дојдемо у Белјаковце. И овој вика, дечко, ајде искачи. Нема, јас сум за назад. Повратно имам. Е што? Па да виду вика куде врти. Сај ќе завртим, ајде. И он само отиде од тај вагон, отиде напред, оној. Оној гузица во глава и глава во дека гузица. у тие 2-3 вагона колку ги имаше, Да. дека има локомотива и напред, со тај што го движи и напред и позади. Да. А јас се надаше дека има некој круг, па тамо се ќе вратима по. Исти дилеме сме имале. Стварно, како се обраќаме, нигде не сам видел тој круг да има негде на куде е крај на Але тој. тоа е исто како што е онај вселена, куде е крај. Ја моја вселена била толку до Белјаковци. Толку знаеш. Види. Сакаше да прашам, пошто като војско, нели, испраќа сване у војско. Нели на рамење не качуе се? Да. Качувасарите тебе. Мене да. Не за у војско, за у пензијата прашам.
така че Абе, што ти Кој не, беше тај мош? што ти не ми дадела тамо само да ме тргнеш, бе. Еве ти златан сад. Абе, Еве што ти сакаш, бе? Иди, 7 губи се. плате. Само Тоа не те досаѓај гледам, виш. тоа не те гледам. Ја кад се запосли у театар Кумановски се работи со 7 представи годишно. 7 представи со најмалце 150 изведби. Тој беше работа, мислам. Ама тој како на норму да сте биле, така ли? Да, Значи мораше. 7 представа, Да. 150 изведе. Готово. Пошто таа ги рачунал смо сезона од септември до јуни, као школска година, 2 месеца летоска не работимо и тој беше негде у март месец, 8 март, 100-та представа. И така, нормално напиемо се, пошто Јубилеј. Јас сам бија пијан свак 1 септември многу години, а ќе кажа зашто, пошто увек сам даваја оставку на 1 септември. Значи, неќу више у Куманово, ќе бегам од Куманово, ја више до дек ми е оно и 1 септември, прв дан на работа, ја отиду и исти фаци ги гледам. Викам, дечки, идем у кафану, мора вој да га преболу некако. Мора да дам оставка. И добро, други септември веќе се извинјавам, ово, оно и тако е така. Сеќаш се нешто од војско таму? Имаше ли некои сеќам. познати Прв ликови? ден када ми дава тој, кажи, опрему, ово, оној, туку сам бил изгубен, оние помлади сви од мене, овој. Јели бре, јаси задужио кишобран? Па нема, викам кишобран. И па иди тражи тамо. Ја, извините, може оке. Кој те намести, бе, викам, ја, На војника киша. срамота, бе, да. И тој, а после одма го капира работа дека сви се зезав тамо и као иде у ВЦ, трчи. Момак, стани, што е, викам? Женско ВЦ, а они стварно напишале женски ВЦ. Прошли пат кад ни беше гост, зборили сме многу за македонски народни приказки, сак нема многу да збориме, само да те прашам још увек. Не се до толку, до прик. Не се снима више, не. Не, сак снимам. Следеќу среду иду у Винце, на Кумановско село. И тамо ќе снимам, продолжува. Тој е Владо Дочиновски, негова продукција, нешто он прави. Браво. Знаеш што сега ќе кажу? Ѓорѓи Колозов нели умре и од так некако цар не фати Нема никој цар, стандардно да, да биде да. цар. Ти некако Ја могај би да го замениш. За мене, али Попови повеќе. Не да умреш да го замениш ништо него него да бидеш ти цар. Личиш ми овој. Повеќе поп сум ја. Поп. Сака ги тие, знаеш, блага душа, он сети, а кој ќе плати за воја, дека си нешто нежно, не? Кад умре, мајка ми, ово е малце хорор, мора да каже ово еден. Дојде едно попче там да го пое, али у време на корону беше. И попчето пое, а ја му викам, не, мајка ми си беше болна жена. И он застана некои 7 метра, малцето што бемо само 5 души на погреб. И не се чуе како пое, Од 7, не, одалеко пое. Па ја му викам, попе, па можеш и од телефонот дома, викам. Али мило он да видиш, кад заврши тој, дојде каде мене и шепка ме, да платим ово, да се наплати. Так се доближи. Така нема везе. Така нема корона, нема Бацили, ништа. бактерии и не знам овие како. Без говори со овој. Драгане, немој да ги прејудицираш работа, од куде извади тој маскусек? За свак случај бе. Не, нема. Ако некој гост плюка многу кад збори му А, со тоа е, да. маску. Има А што друга е за тебе ако многу збориш. Ајде, само за гилета нема. Брница се вика. Брница, да. Брница, да бе. Мора за кучиња малце да отворат. Значи, гледај, За чиви кучиња прво? дојде време, значи овие времења дојдева, кучешки времења, ја ги викам, кад има повише кучиња него деца. А зашто е тој тако, ја поема немам. И скачам, значи, тој што нон-стоп се возу с кучиње у лифт каде мене, ништо, ово е мирно, многу е. Која раса е тој? Померанче. О, мајчино, померанче. Ово е француска пудла, ово е нам, сви ги научи тие. И викам, добро. Али знаеш што е тој голем ризик за човека? Значи, може да отидеш и да си купиш расно куче. А раѓање деца, тоа е голем ризик, човече. Куде знаеш каква била кога ти се роди да му се седи? Овамо ти даде впечат. Цац, Расно, мацо, баба, све, дедо, да, се, да. оној, слуша наредбе, не еде многу, по надвор само иде, овој. Значи, стварно е многу По надвор не иде унутра. И како може да бидеш сигурен дека жена ќе ти роди квалитетно дете? Уложиш се ти, запнеш се. Не бре, мате. Ти си сигурен дека ќе направиш? Да, сигурен сум ти улазаш 100% у проблем. Лака работа. Исак гледам многу повише џукеле кои води врасни кучиња на зград. И тој мене, ми се шатам од тој овој травњак.
А тој ги водим да какив овие кучиња. Да, Никој нема оние кесичиња па да тој стави. А сирот градоначелник колку ти канте стави со оној куче, па тамо фрли, баци тоа у кош, нели? Абе, Нема везе. погоди кант. Погоди канту. Дај триц. И кучиња колку се. Са тај прича има една. Прошли пат ја донесе една фигуру Хомер. Јас сакаше да те прашам. Тој човече што беше настал у прошла емисија цело време не ја спомнам. Што е работа? Оно не прозборе ништо, ја чеш да кажем. тој е биста, тој Хомер, ретко тој збори. слепац ли беше? Ретко збори. Ретко збори. Ами ја беше Гиле ке збори од стомак, па као он збори. Ама тој многу гласно ќе беше ако збори, Гиле од стомак, тој ќе биде. Ајде го кажеш. Али ја приказку може за да кажам ново сас. Значи едно сабале после едно журку у Скопје, глава Бутин, што викав, ој, ја викам, леле, сега само да остану жив денеска, значи тоа е многу битно. И улазам у Буњаковац, онај пазар, знаете ли? Да. Скопје, ја такој сакам кад сам полупијан, кад сам овој меѓу луѓе, тој знаеш да го споделуи тој све. А луѓе бегав, јас сам појак такој, гурам се и плюс миришум многу на ракију и пија така. Зашто се напиеш ако никој не те види? Да. Викаше Митко, Бог да го прости, Апостоловски, да ти бам пијанката ако не направиш глупост. Тоа е исто важно, кога да фатиш швалерко, а никој не те види. Да. Стварно е глупо. Чу за тој, после ќе се вратам на прича. Вика, мајстори, оној ден тражу еднога плочкара, треба некој 2 метра да. Еден комшија, о, Гиле, денеска многу полако швалерко. Ама стварно е така. Ја чекам мајсторот за климу Па 2 кога ќе месеца. го најдеш, още не може да го најдеш. И викам, седа таму, и гледам го ограду пред мене, и викам, Гиле, а таму има една слика, ја ви прати, која сам млад, слаб, и тој се дешавало некаде. Да, стварно, да не веруеш. Ќе ги видиме после, у друг дел. Јас се затрчу да го рипам ограду. Фату се и стварно, знаеш, ноге горе и иде у мене некоја музика од Чајковски, оно Лебедово езеро, ноге, прсти ги Успорено спружам, све тоа, ча. лету, и викам, сви гледав у мене, човече, еба ти глумца, ако никој не гледа у тебе, ти. И пуштам се доле, пляс, у таблу с јајца. Некоја баба купила јајца. И ги стави доле, не знам што, да натргне чарап, појма неам што е баба правила на улицу. И еден пуда почине да ме лае на кој Хомер се вика куче. Хомер. Овај, јајцата. 17 пута. И ја викам, бабо, молу те, не ми викај. Цел ноќ сам пија, глава ми е толика, овај. Ке ви ги платам јајцата, господја, ги од моите скромни студентски средства. Црно под ногте ке извадам си јајца, ке ви ги платам, молим ти се, немој. Она, јајцата, џубре едно, не знам, покварен едно, ово, каде тут иде еден и нешто ушапка на бабу. И ја ништо застана, викам, што е работа? И она, глумец ни заеден. Ај. Глумец ни заеден. Ти мене глумец? Чекај, а кад сам го наместија. И тада, од небо горе една рука се појави, Божја. Срам да ти е глумачко битие. На постара жена рака креваш. Тој Господ ми се јави. И ти спуштиш. И Проведение. едно време шпљас, киша врз мене. Буду се. И у креат. Татко ми. Ајде, стануј не Со флашу, не, со флашу прскаме од згора. Ајде, стануј бе, казаница од бабото да донесеш. Пече смо ракио, јас сам обеќаја у 6 сат се бали јакио. Мај, што си му обеќај А на овој комиња се сам- му и се сам бил. Све сам бил, а? Али кучето се викаше Хомер. И после кога отиде у Грчко на едно летовање, гледам Хомер таму, овој, викам, Мора да го батка, земам. колку паре? Толку, дај га вамо, викам, овој ме потсеќа на... И овој цела приказна около кучиња, многу ме нервира се овој. Тој све ме нервира, кога сина ми отиде пред некој, он има стан у Скопје, таму живи. И куче. Луѓе, не тој куче. Тоа е не знам што, тоа е некоја мешанија меѓу мечко и не знам што, човече. Олико, лиже ме. Што е овој бе? На девојко ми куче. Експресно за Кумано, мога да се ми пешки да дотрчува таму. Затоа ги зимав да не ги иде родители А, у гости. Ти имаш нова прича о старо Куманово. Кад си бил дете,
Од Старо Куманово, сега едно ќе ви кажам. Ја кад збору за Старо Куманово најчесто, ќе ги каже окој иницијали, нема да ги кажу. Да не се постражда. Што благопочивши. Ај нема смисла сега, може да има вроѓаци. Како полиција, лицето? Имаше лицето С, беше коцкар, познат во Куманово. И коцка му иде супер. Арно му едно време закажуев му карте, почнав да му ги бележив тамо вамо, играв по 6-7 душа против него. И лицето С вика, више паре немам. Куќу ќе го заложуе, не знам што. И овие некој саветник дојде, вика, слушај, па брати у Америку. Потражи од батето паре. И на лицето С, лице Т е у Америку. Колку има да се нагаѓа кој е И вика, што да правил сега? Па иди, вика, еве, кристал се прави. Во тој време га се врија кристал. И он отиде тамо и новија радници тамо работи. Еј, момци, сакате ли пиво да пиемо? Кој неќе пиво? Прекида се работа. Сви доле 30 душе, а он, пошто туе бија театар позади, имаше он. Значи позади, знаете каде бија театар? Туе ли бе? Не, ја. Каде Кристал, па туј ќоше измеѓу сега комерцијална банка дел, Тоа една жена дала свој плац за да биде вакво Театар. Љубител на уметност. И фотелја некоја станала туј тие куќа од театар, некоја голема, и лицето С седне туј, 40 радника околу njega, он викне 2 гајбе пиво. И Малински беше еден фото Малински, Да, имаше фото со оној ногарке, сликајте ме, слика. И праќа слику у Америку, каде лицето Т, каде брата вика, бате, ја праву голем хотел, не имам паре. И он вика, пише му писмо, како бе вика у комунизам хотел, не, бате, јас сам, Везе има. сам сам се измуваја за тој специјален случај. Ева пратимо, а тој до први спрат. И отиде, после неделја, 2, он ги скоцка паре, ништо, нема паре, нема ништо. Па пишуе, бате, ја ова оној, Другу плочу ќе па друго, не, иде па. Еј, ке пиемо ли још едно? хотел. Овие знаев, носи фотелју, иста фотелја, али хотел веќе други, трети кат. На слика. И тако е до крај. И кад дојде тој Т, лицето Т, овој беше при крај С, брат му, кад дојде нема ништо, он едно куќиче живе со едно со каче. Чуваше некој 50 мачке после. Нека едев животиње. Ова животиња ми изеде, братне. Добро. Тако заврши некако со мачки. Сакам да ти покажа едно видео и да видиш како може да се истресеш, ама да не си у ВЦ. Тако е ли? Да се искипаш. Добро, таму повише се кипа, него се треса, ама да се истресаш, а да не си у ВЦ. Ајде да га видиме. Значи ќе правиме ли паузу? Не, видео да ја видимо. Видео. Ајде. Не ли си стресела? Гледай се. Аха. Истресе се како циганче мрсоч, што го истресе, Бог да чува. Тврд и упорит. Имаш ли коментар нешто за ова? Па што ќе кажу, оној е како беше оној на вод на самоубице. Нели го видиш со главо лупа ова човек. За njega живот ништо не представља, само да има идеју нешто за што да загине. А нај што зборите не ga разбирам, викам му еј, чукни го малку главу, не се пали такој трактор. Да, чукни го малку, ја стварно го чукна. Што е најинтересно, нега ни запали. Значи паузу ќе правиме, така ли? Момент само. Ове спреман, гледа, што шалтер не работи. Па нели пауза? Што си сака, тој си прави. Па и ми што сакаме ќе правиме, што ми он на пауза и ми. Ајде. Па се враќаме. Напуден, истеран. Ако сакаш комшиски кокошки да ги напудиш од твојот двор, пудиш ги с иш. Мачко го пудиш с пис. А куче с чиве. Чиве бе да ти. Фатила ga sa швајерко и напудила куче од дома. Чиве. Има ситуација и кад мушкарац напуди жену, па се фали после дека го вратија на фабричко подешавање куде мајкову. А разлог? Што да знам?
Има разни људи и разни разлози. Постои особе на кои ги е у генезу да бивав напудени. Тој почиња још од основна школа кад го учителка напуди у ќош заради лошо владање. Продолжи после у тинеџерски години кад бива напуден од биоскоп за тоа што грицка семке или једе пуцка на след филм. Па га напуди во друштво, затоа што не може да се уклопи. Па га напуди жена од кревет, зашто многу крчи или легнуе пијан и има некакви захтеви усред ноќ. Напудив га и од работу, па не работи. И тако далje. Сеќам се класен раководител дека га напуди Благета Попа у 7 оделение од час за тој што прдна, и тој гласно. Njega ga napudi nadvor na vazduh, a nas ne ostavi da sedimo unutra. Sramota. Ти не ли мисли сак брзо пофали дека си дипломирање на факултет? Да, бе. Чиста десетка. Ама, но ние дисперзирани. Дисперзирани ме, приватни, исто е тој. Тие. Да, бе. Добро, ама диплому имаш. Сак ти ќе ми го разрешиш дилему. Ја знам го одговор, ама не сам сигурен како се пишуеше правилно. Ира К или Ира Н? Па, види кој. Ја мислу дека Ира К се изговара, Ира Н се пишуе. Браво, бе. Абе, диплома си е диплома, бе. Ја ги викам, оди си запнале, не вреди, па не вреди. Глупости. Значи, Ира К. Да, бе. Каде нас на гости најмлад пензионер у Македонија. Ви од фонд Пазите се, беше га чуе еден пут, кажа 40 години душу има да ги го изеду, а паре сви ги изему. Кажи ми, спомна преска ја од денес за јутре, ама како изгледа пензионерски денови? Моткаш ли се по театар, сметаш ли дома, кажуваш ли на жену како се прави ручак, запршка ли си у сваку чорбу? Знаеш што е, још увек не може да прифату да сум пензионер. Не ми е још увек овој, али цел град, валјда, медиуми и оно и пошто објавував, аз седну на клупа, тако е убаво, седнае си пензионерски. Дојдеш у емисија, пензионер. И одма стануви експресно. Прошли пут иду, тако е рокек на Гаставија, зар ке дојде да протестира с нас. Врту се две жени, нити ги знам, нити ги познавам, човеч. Куде, викам, куде се збирате? Па са, куде си, разидемо се свите. Добро, Ти треба да се викам, каже, ја не Господи, сум Боже. протестанти. Абе, још увек не може да православац сам. Не сум протестанти, па не ни личиш за пензионер, освен може да кажу тако нос малце. малце, Ја ви ти кажа, слушай, едно 5-6 месеца да одмориш убаво Шмрч. и после камион под гузицу и терај странство. Тако е ли? Сви така работи, што сак ти? Не, ама има годинки много. Што А за шмрчкаш, нос- шмрчкаш, што? Стварно, приметите се, што шмрцкаш стално? Ама че Па не, ти не, стварно стварно, колку ти тоалет стално карти ја кад ти се јавил, потребаш. викаш на другу линiju беше. Тој рето ја не ја Ама што си? И јас сум остарија више. О, леле. Па има, знаеш како, три работа. Прво, дебел сум. Друго, стално ме болим колено и шмрчкам. А тоа е све врзано едно с друго. Тоа е друго, не знам, сега би треќо, али медицински прво не Жена знам. ми, жена ми Кети е прилично слаба и кога ќе каже куде е твоја лепша половина, ја викам она е моја лепша треќина. Отприлike, Еве само ми пенкало да ги тронче зрачуните. толку ти се фаќа негде. Треќина. Е добро. И знаеш, као пуно пута се договорам, ај на диету, ке сме на диету, добро, ајде се на диету, почнеме на диету. А чеки, на диету држиш те? 12 сат, прави ми друштво. И као оно не еди, оно кој, само души што ми хипера еде, а буцка тој не ќе се биде. дебели. Мало тој не се дебеличак, не. И такој терамо и имамо попладне оно спање, спиемо се све фино. И док она спие, да кажемо, другу собо, вамо е фриждер кој мене, ја увек инсистирам да сум туј негде, пошто топлина, знаеш како. У ток на догаѓа и да си. И ја го отварам фриждер, клекну и на колена, зашто нема време. Ето тој те да колена.
почињам да еду халапливо, брзо, за да не ме види, пошто она се дере од другу собу. И оно е ладно како иде, стално. Нос ми е запушен, колена ме болив и сум дебел затоа што еду, значи ја морам за 10 секунди количину голему да изедам. И тамо слушам, има глас, а Гороне, пак отвори фрижидер. Не, Македон, пак го отвори фрижидер. Не, мари, не, ово нешто тој бучеше па да видо. Још еден новитет, кажам, од друг дел. Имамо некои твои слике, и ти кажа, ајде да те видимо, ако може, кад си бија млад, мислу дека таа е прва слика. Стварно, Ово е, не, ово е. овој куде, ајде, чекај кој, полака, ќе се играмо ма, закој? Ајде да погаѓамо куде е гиле. Ја викам на железничку станицу, како путна торба ли ти е тој до тебе, нешто чекаш. А? Торбиче е ново. Торбиче, не торба, значи на кратко киде негде ја од овдека како. Тој ја како студент, значи први годину и пол немаше стан, пошто таткови не веруваше од тај мој проект, нели? Нема Тој сам, ми ќе објасни- Глупачки проект. Не плаќам, тој со глупости, глупа со воа, не? И од тој торбиче јас имаја резервни гаќе, едну конзерву и четку за зуби без каладон, без оној. Добро куде отидеш у куќу таму. Куде отиду, има каладон, гаќе да. за свак случај, да се најде, you can never know. Пошто млад, перспективан. А тие леп работи, нема никој да те може одбие да ти кој да. знае куде ќе заспиу. И Неколку прашања имам за овој тој ми твој викаше модел. Петре Прличко вика, ево ga, патувачки театар. И после почна и конзерву сардине да носу, пошто знаеш како криза беше. Ама тој ради Стално некој тие вид. конзерви. Негде не давам ручек, не давам вечеру, па ќе ми каже се, види Горан, нема ништо, вечера ќе видат моите сладки думи. Кад идеше негде по тие уици во оној, па муабети, Сладки думи? Да, сладки думи на едење околу сладко нешто тие работи. Ај морам те кажеме на Кокита зашто на времето сте пуштале нокат на мал прст на ногу. А тој не иде на камера. Да иде. Кажи, Чите прашува, ќе ајде видимо. некој. Кажи, Нокат на кажи, мал ти прст. Не, на голем беше. На голем ли? На палац, па На појак. појак, добро. Појак, кажи. Па тој, знаеш, у тој време женски беа многу кои скромни, недавливи, непредавливи. што Непредавливи, викаат, да. Може да ги удавиш. Моли, не, никако, onda puštiš nokat. I onda ideš leva ruka, ona leva ruka, desna ruka, fatiš go desna ruka, i daš, i nokat ide така. Гаќичка. С ноката. Так. Ете, видиш, Стара добра времена, а? Требаше тој. Али нока требаше да биде бабачка, знаеш. Орал. Летос кога идеш по улица и Како Да, штиква он удара удара. ноката, да? а две кад иде око. Овдека ја мислам дека не си спие ништо, ово е валјда кад си се разбуди од спање. Не, Дека е. ово е некоја прослава. Овдека после- Погаѓај нешто, кажи, ајде, што е? Да. Роѓен. Гледа да кажу, фризура мора да му е негде местена. Да, На некој ќоше, разбираш? Слушай, Да, ја у за такмицу малце се ќе мести, умреше. фризура се чешка. Спремасваме за алеju на Малигани. На Малигани, а? А тој има великани и Малигани. Да. И нас не собрава ја за Малигани кандидати там. Абе, Леле, гледа, качу. например, да има у сви театри зборима, не само да кажеме Комановски театар. Пред почеток или после завршеток на представу, еден со тие Малигани, да ги тера глумци да дуне по еден пут. Не, на представу не е. Меѓутоа за мене е стварно непрофесионално. После представу Не, збори. не. После представу После представу. можеш слонче да направиш од тебе. Цело да се врзува. А иначе седиш. на представу и ја не сум На за тоа. представу, Да. па не, знаеш што е, да си мисли еден пуда и толку многу ме е било срам да... И тој не сум бил многу пијан. Ретко Него се. на кој... гледа да кажа, многу ме, оние јавни кога треба да воду некоju манифестација, оној... Тај, знаеш, друго е кад си на сцено, имаш лик и криеш се поза лик. А друго е оној кад ќе застанеш и стварно имам Како потребу гол некад да си. да испију бар едно. Така е. И тоа ме чудеше многу. Ја имам со Сраде Шарбеџи едну слику, не знам дали сам ви го пратија. А он никад, играе сам сега, никад не наступа без едну-две, али га контролира тој, знаеш како.
Не би бија Раде Шербеџа да не контролира. А кажи ми, А ја не може. Едно ако испие, јас сум веќе друг човек. значи, И так доаѓа трети... Може без едну, не може с едну. Не, еве го, не да. е тој до ракију. Гледај се, што држи руку? Тој не е штафета за тоа. И не е штафета. А Не, ти тоа е- овдека кога Ја мислам- глумиш тој овдека? Што си ти? Бугарски ферфедел. Не, ова е српски. Српски ферфедел. Српски, да. Леле, колко смешно ти стои униформа, исто го на мене. Па ќе ти Ја като ти иде у војско, kada облече униформу, како на Опингер. Мисли на мене, окој. Нема смешно стои, не сам Јас сум те земале гледал, па ти у Меркулов. Ниш служи војска. Прво у Врање, па у Ниш. Па те гледаш у воз. Да, неко неше Ете многу. воз, видиш и воз. Овдека се джитрајко. Овај, кажуеше га овај Коштан. Коштана ли? Да. Коштано ли се кажува? Тој Па добро, Митке нешто, оно, тамо, вамо. Ќе видиш ти како го кажуе Коштан. што збориш? Од njega bolje Коштану го кажуе само брат му. Тој кав га расправи у фамилију, кажи како е. Не, ја не смеем дома да го кажувам. Брат ми, ја иду на консултација кад негде треба да го кажам. И он ми каже, добро, брзаш многу, бе, немој така. Тој треба да го Значи брат му нели не е глумац? Иначе брат му на мене ми е школски, така да знам убаво. Повише за публику кажуju не е глумац, али ако е Митки у прашање мора да се консултира с него. Што е на роѓац? мој свадбу тој беше, он, значи неколку атракции имаше на мој свадбу. Он кажува Коштану, тате плачеше. Тате и братучијат ми Благе. Они многу плачев на Коштану. Он кад почна да тој погаѓа. Така е. Па после поја Кети, она беше у друго стање, во втора состојба, 5 месец. Втора состојба, пет. Черна и Горо, Черна и сестра. Скоро цела њојна фамилија плака. Немој да мислиш због изведбу. Плакале су за кетите, што го стајде? Господе Боже, беше Джумерко, еден мој колега и вика, што сте кренеле глава, вака играте бе. Или гледате, ова нашава е трудна, вака треба да играме. Да го земе, вика, мој комарал, зема да го стави. Ова е на некое море, а? Ово е Не, ова е опчињу, нели? Сак беше пред 20 дана, месец дана. Море, на Малту. Дали верувате дека овој Чичо е пензионер? Ево вика, изваено тело. А тие тамо позадина, тие су македонке. Одма автограм траживе. И они македонци колку сакаш тамо. Иначе, сакаја би да видите што е Пчински лебед, е позади ми е подпишано, али сакаја би на камеру. Пчински? Пчински лебед. А, Тоа сум ја. лешински лебед. Еве, две слики имам. Ево дека. Кад Пчиња не беше толку загадена, Имаше лебеди. имаше лебед. Лебед назад, кад се чита, како се чита, дебел. Даве, дебел. Лебед, дебел. Чински Чински лебед. дебел. Дебел. Ајде, мислам дека имаш една слика, најнов филм што се снимија, знам дека се снимаја убрзо нешто, многу добро, јако, интернационално, овој не е у Македонија снимано. That's American movie. Ова е сега каде So good, good. Да, good. Good. На Малту Добро. снима филм тамо чисто да пукнев непријатели. Не пукне душман, ја? Муку. Нема е. Сега да ви кажа што беше позадинено. Што? Едни дечки, евише, овој су американци, они снимав некој документарант само на Малта. И ја ги приде и ga слуша, дали може ја да застану пред камера, а жена ми да ме слика с мој апарат? Може, зашто? А зашто тој? А има многу љубоморни, викам, овие колеги. Барем едно двојца да пукнем, викам, од мук. Зашто кад ќе видиме, гледа се, не е во Македонија, бате. Не, Ова е странство, Ја кратки, останал пензија, одма га викава да стима у странство. Ова и ја викам после, а пишуј ги. И не сам веруваја дека су толку кварни. Само $1000 дневно. Само 1000. Излажаваме. Па одма. А колку дена си таму? А имаше ли контра фидбек, имаше ли реакција? Не, а вика еден, не, па одма 10 души се јавljав. А што националност глумиш? Of course, an American. Они мислят дека или русин или србин, нешто вие лоши. обично тако што ги краде, а? Што збори терористички енглески. Американен. И добро, још на свине сам ги кажа, али валјда ќе го гледа емисија, па ќе... Ако го гледа емисија, ќе се то знае, ако не прошири. нека... Еј, ќе ги Нека олакне. живи у незнание, бе. Нека И живи. нека ги јаде са А ако клечта. пукне од завис, Ќе ги лакне, Нека ќе чуем пукне. сега, дека не. ти, Еј, фала Богу, овој не снимаем филм.
И još една слика на крај, да кажемо на сите што се заинтересирали дека Гиле е женет, има жену. На сви заинтересирани. Ако чински лебете предизвикае пажњу на неодадени девојке, да знае дека Тоа е ово било е одамна. лепша трекина на гилета. Сега да ви објаснам. Овој Куманов се исто не знаев. Овој дрво позади е даб или дубица. На Дубица. Викали ли се ти у школу седи дрво на дрво? Седи дрво у магарешко клупо. Има сме магаре. И овој дрво се наоѓа негде на територију на овој село Орашац. Ова е одма до црква Свети Илија горе. И ова е најстаро дрво у Куманово. И најголемо. Значи 6 души, бабачковци не може да го офатиме во кој. Не, а? Да, тоа е огромно. Тој е некад, значи тоа е култно дрво, луѓе порано се верувале, нели, оние стари верувања предхристијански, у моќ на дрво и целителна моќ. Тоа е било место каде се многу договори каде се падале, љубавни sastanci. Да не има на цета некој срце Ивица Марица Нема Ивица. Или не сега Тој извор бија, сега е преместен тај со цевке доле до едно црквиче и препоручувам сви да идете да го видите. И сега имамо рубрика око, имамо едну слику коju ја го бирам пред да ga дознам госта конечно кој ќе ни биде у емисију, пошто увек имамо 3-4 опции, па да имамо кој е слободен, нели, за снимање. Не га знам кој е госта, изберу прво слику. И викам, дали ќе погоду нешто да има слика везе с гост? Ајде да видиме колку Да видиме дали сам погодија. Баба Петра, погаѓаш ли Те или го не? слик. Нели имаш и Баба Тамо. Петра што баеше, кажи ги. Жими, Нече клета. ако сам те, да не целивам крст, не сам намерно. Ле. А овој дека ја Не, добро. Почна смо гиле у млади данови, завршуваме с гилето у млади данови. Не, бе, па ја точак сам многу позијен. Ама Овој чекај друго сега. не го гледајте, точак гледајте. И малку да ти кажам, Гледај точак, мисли на мене, брате, не малку те молите се. поругуја, ставија ти женска. Ле, јој. Може се Камо реќе му што го е рам. женски, што нема рам, иначе отки Нема нема. рам, што? Како на господју јајца, што ти ще и некој. Плавуша, избушила му се гума, јавља се на телефон, тато, избуши ми се гума, јавља се на дечка ми, не се јавља. Па вика, добро бе, куде ти е резерва? Ни он не се јавља. И на крај, позната рубрика што ја го забравljam ставно, овој пут нема, пошто ја сакам да го држу гилето у кондицију. Ќе ти дадемо поклончиња пуно, почињамо со Арис. Овој не се еде да ти кажу одма мама. Тој се пее, туго. Последна информација ми кажува дека работи на некој случај ќе има, се ќе почнем да прави такви детергенти што вика да можеш да ги испиеш ништо е. Тако е ли? Да, озбилно. Житиот. Така. Како ова е баба сега, тој Да не се кому па викам да ги крст да не Потрусо паѓаме. И овие не се овие, да не пробуеш. Ари за град. Пошто си стрван и не ги ставља у фрижидер. Да. Да не погреши. Имаш ту е разноразни работи, еве течен сапун, изволте. Овој повише жена ќе се израдуе него ти. Кој? Па Поставам. ја ми усудови кој разуме? Тако е ли? Не, признавам се. Да ти е спасија си некој денар. Па мора за нешто Овој да месец ти ќе протераш. Бучен козјак, позната наша фирма од Куманово, јогурче, овој што е најпопуларно, најздраво, препоручено и од педиатри. Што имamo кашкавал, сирење. Две сирења ти стои, не може ли едно за мене? Нема проблем, брат. А Дели колките? одма. Ама различни су, не су две Не, исти. вај ќе зему кашкавал. Ако не ќе зему кашкавал. Кашкавал, ке га се Туго. И од овој сезон и екстра мен со нас. Види, ставиле све и свашта. Бабачко. Ове. Па може да дојдете на гости куде ме. Па не, зашто Викај ти гости да? сега, викај. За 2-3 дана не може да кажеш не сум спремаја ништо. Не, добро, може. Изволте. Покрај сладките дуби, ќе има и овој. И И са, још едно поклонче. још да те заведи ga ти тамо. Чекам запиши дека ga. да ga Удри му заведеме. мур. Гилета удри мур. Значи, ресторан Етно село Тинчевски, ваучер 2000 денари. Горан Илич. Па малко ли? Малка ли? Малка. Благодарам. Значи, се ќе Прошли пат завериме. беше ли? Не. Ето. Потроши ги овие 2000 дарки со смерак таму. Овој. Слушај, Па ајде ако не. изволте. Не, со твоју трекину. Обеќе дека увеш. Добро. Обеќе дека ќе го збуцкаш малце. Пола производи за нju. Не пола, повише од пола. Молим. Ми крст. Молим. Фала ти што беше наш гост. Фала и на вас што пасе се ти се на мене. Надам се. Значи,
Да, до. Да си го трошиш Пауза. до 100 и после од почеток да почнеш да броиш. Сакај би да ми се врати во 30 до 50, ако може. Ви одбројувате, еш малци има до крај. Останете с нас. Од сега има да биде овој куќу ја како што ќе кажа. Ете тако е, разбрали? Разбра. После работу ручак сакам да ме чека туј на овој стал. А после ручак благо, разбрали? Разбра. Така е. А навечер у спално има да имамо секс како ја што сакам. Така е, разбрали? Разбра. Па после тој ќе земеш, ќе ме избањаш, ќе ми истрљаш грб, и ноге ќе ми измиеш и на крај пижаме ќе ми донесеш. Разбрали? Разбра. Така е. И после нормално ќе ми измасираш малце, ќе ми измасираш и ноге, убаво и грб, све. Така е. И погоди на крај кој ќе ми исчешља и облече. Вајда некој од погребално. Разбрали? Разбра. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак, Екстра Меин, детергенти Арис, Етно село Тимчевски, Тетра Мебел. Разубавете ја вашата трпезарија и дневна соба со столови, маси и гарнитури од махагони. Голем избор на модуларни гарнитури што се адаптираат на необично убав начин во секој дом и екстра летни попусти за модели од излог кои се достапни веднаш во салонот на Махагони во населба Доброшане. Мебел кој го бирате еден ден, а уживате секој ден. Мебел од Махагони. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Ленино од Арис, толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја или да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, бе! Свети унутре, ај! На почеток во емисијата спомнав за оние убави односи пред се комшивски, а потоа и за сите други. Во односот е тајната, да запомните, во односот. Ако имаш добар однос, не половина, туку скоро цела работа е свршена. Но за жал и понатаму, ете, постојат некои табу теми, забранети врски, па дури и преврски, ако се повредите од љубов, не дај Боже. Еве таков пример на забранета љубов помеѓу коза и овца. Козата и вели на овцата: "Сакај ме!"
А овцат одговара, не смеам бе. Ете толку за почеток на 10-та јубилејна сезона на Нема љутиш, заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечните производи од Бучен Козјак, вкусните производи на Екстра Мејн, детергенти од Арис, удобни лежи од Тетра Мебел и незаборавните моменти во комплекс Етно село Тимчевски. Ви посакувам убави и весели есенски денови и ноќи, сите среќни слави што одат и се пред нас, заедно со новогодишните и божитните празници, се до пролета кога не очекува тешки времења, затоа што ни следат дури 2 изборни циклуса. Но, довидување, до следниот викенд. Да, бе. Чиста десетка. Одлично. Не, Ај, врати га сака. Пусти ме да га кажу, да, бе, чиста Да, десетка. бе, па не... Да, бе. Добро... Ја мислам дека Ира Н се изговара, а Ира К ка погреши. Само да кажу јутре малку. Нема грешка. Да направиме вам да ви биде интересно, свешно, пред се како што е некаде во светот. Приватни бе тие дисперзирани, све е исто за мене, тоа е. Ама што е? Што?